Под мотото "Време е за акција" за крај на туберкулозата, денеска се одбележува Светскиот ден на туберкулозата. Бројот на заболени од туберкулоза во државава континуирано опаѓа. Од 560 регистрирани пациенти во 2007 година на 217 во 2018 година. Предвидени се 25 милиони денари пред се за спроведување на превентивните програми, идентификување на ризични групи и рана детекција на туберкулоза. Ова денеска го истакна министерот за здравство Венко Филипче по повод одбележувањето на Светскиот ден за борба против туберкулозата, што е одлична можност да се подигне свеста и да се укаже на превенција и контрола на оваа болест. Стапката на откриени случаи со туберкулоза во државата изнесува 10,5 на 100.000 жители. Се бележи благо зголемување на смртните случаи во 2017 година, кога тој број изнесуваше 13, а во 2016 година имало 7 смртни случаи. Станува збор за болест на помладата популација. Годишно се откриваат од 10 до 12 деца болни од туберкулоза. Доминираат случаи со белодробна форма на туберкулоза, која е заразна и се шири во околината, но со 23% се застапени и вон белодробните форми на туберкулоза. Туберкулозата успешно се лекува. Има бесплатни лекови. Сите пациенти ги добиваат бесплатно и успехот на лекување достигнува до 88%. Во однос на ризичните популации се спомнуваат ХИВ инфицираните, лицата кои престојуваат во казнено-поправните установи и психијатриските болници. Од 2007 до 2017 година беа регистрирани само 4 случаи меѓу болните од туберкулоза со ХИВ инфекција. Сепак и покрај достапната терапија, методи на рано откривање, диагноза и третман, во одредени делови во светот има континуирана епидемија. Нашата држава спаѓа во земјите со ниска стапка на ХИВ и туберкулоза. Во 2018 година е донесена 4-годишна стратегија која се заснова на целите за одржлив развој на Обединетите нации, но и глобална стратегија на Светската здравствена организација, која значи целосно искоренување на туберкулозата до 2030 година.